Големиот пожар во дискотеката во Кочани, кој резултираше со трагични последици, остави длабоки трауми кај сите нас. Дел од младите по несреќата не се чувствуваат безбедни и, како што велат, сега се повнимателни и поинаку гледаат на тоа каде излегуваат и каде ќе ја поминат вечерта со своите другари. Во Охрид има случаи на деца кои откажуваат одредени активности стравувајќи за својата безбедност. Нема да е исто нормално, не научи на сите на лекции, треба да се почитуваат сите оние работи, процедури како што треба. И младите, ето можам јас да кажам ситуација која што во договарање за одредени активности во летниот период каде што требаше за младински размени да се одат конкретно со средношколци, некои од средношколците можеби во разговор со родителите во тој момент, во тој период откажа, бидејќи можеби сега и тоа не може да се суди, бидејќи нормално е и треба да се разговара и да имат доверба во се што ќе се прави, да се чувствуваат тие безбедни, затоа и ние младинскиот центар секогаш го нарекуваме простор кој што треба да е безбеден за младите, не само како простор каде што можат безбедно да се изразат и да не бидат судени, да може да споделат нешто и своето мислење, туку и физички безбеден простор каде што можат навистина се чувствуваат како ето ако не се дома дека таму можат да бидат и да го поминат своето време. Потребно е да се работи многу за да се врати довербата за безбедност, бидејќи тоа чувство сега е разнишано. И ние кога размислувавме за тоа си викавме кога бевме и ние средношколци или не знам во тие години кај сме оделе сегде никогаш не си размислувал за колку е безбедно или не, гледаш да одиш со другарите, да се забавуваш и тоа е тоа. И сега мислам дека ќе се повнимателни во секој случај и треба да се, и треба ако мислат дека нешто не е во ред со некој место и тоа да го кажат и да не се плашат од тоа, бидејќи станува збор и за нивната безбедност и за безбедноста на другите млади, после нив тие што ќе одат таму. Младинскиот центар од Охрид започнува со посебна програма за безбедност и заштита на младите, од основи на прва помош, справување со пожари и зборување со психолози. Нина Ритоновска, Сител телевизија.